Утрински поздрав, овој пат упатуваме од Музејот на Македонија со цел да дознаеме како функционира едукативниот центар, кој што секој вторник организира бесплатни работилници за пензионерите. Но зашто поточно станува збор ќе дознаеме во продолжение од нашата соговорничка, госпоѓата Сузана Марковска, инаку дипломиран етнолог и едукатор при овој едукативен центар. Добро утро и пред се ви благодарам што ги отворивте вашите врати за нашата телевизиска екипа, да ја доближиме оваа тема до нашите гледачи. Еве да започнеме со самите работилници кои што ги напоменавме. Како би можеле граѓаните да се пријават и на колку учесници се ограничени овие групи? Најнапред, добро утро и од мое име и од вработените во Музеј на Македонија. Поздрав до вашите гледачи на утринската емисија на телевизија Телма. Би сакала да кажеме дека од повеќе месец и пол од прилика дојде до идеја да ги вклучиме и трето доба. Ова не е нешто ново, ние многу порано сме работеле со трето доба. Имавме еден мал период стишување и сега повторно ги вклучуваме. Идејата ни беше секој вторник во 10 часот да доаѓаат во музеот, да се дружат, да споделуваат најразлични информации, односно да ги извадиме од нивните домови, нели? И првата наша работилница беше грнчарство, со тоа што кога дојдоа на првиот час, ги качевме горе во поставката, ги запознавме што е тоа етнологија, нели малку, и се задржавме на работилницата грнчарство, каде што им го раскажавме целиот процес, како од глина, од земја, па до грнчарското тркало и како се прави грнчарскиот сад. Кога сето тоа убаво го објаснивме, нели, и ги упативме во сите информации, потоа дојдовме во оваа просторија каде што ние сега се наоѓаме и секој доби парче на глина, при тоа повторно им објаснувавме како се прави садот, нели, дека треба да внимаваат страницата на садот да не биде тенка, затоа што кога таа ќе се суши може да испука. Значи основните информации и потоа тие почнаа да прават садови кои што служат за подготовка на храна, за сервирање на храна, садови кои што се користат во црквата, а некои во минатото се правеле и играчки за нашите деца, ајде сега да кажам нашите во минатото, нели, децата. Напоменавме дека се бесплатни овие работилници за сите пензионери, но како би можеле да ви исконтактираат заинтересираните и да се пријават сега? Значи, тоа може да се јават на телефонот 071 837 046, со тоа што секогаш напоменуваме, групата треба да биде од 15 пензионери, бидејќи сакаме на секој пензион посебно да му се посветиме, знаете, а и просторијата не го дозволува тоа. Значи, да се јават на телефонот и се добре дојдени секој ден. Какви впечатоци споделја учесниците од досегашните работилници? Дали може би сето ова представува своевидна арт-терапија за нив? Па така може и да се каже, тие се задоволни и нас не изненади фактот дека доаѓаат по 4 по 5 пати истите пензионери, бидејќи се осеќаат овде опуштено, творат, ги они не ни знаеле дека може такво нешто да направат, таков сад да створат или така да го украсат и самите се изненадени од сето тоа. Дали се тоа луѓе кои што и претходно во животот се занимавале со уметност или баш токму преку овие работилници доправа стекнуваат нови вештини? Колку што запознавме, што ги прашавме со кои професии се бавеле, никој не бил уметник, правници, економисти, стоматолози, значи немаат никаква допирна точка со уметност, а сепак еве садови го покажуваат своето, нели. Немам потреба ја да зборам, садовите што се пред нас го кажуваат сето тоа. Освен овие работилници кои што се актуелни во моментот и наменети за пензионери, вие организирате во текот на годината и работилници за дечињата. Па од тука ми е прашањето каква е вашата соработка со училиштата и за какви работилници станува збор?
Музеот на Македонија веќе 33 години се занимава со едукација. Значи, од нашиот музеј, заедно со колешката која што веќе не е меѓу нас, Симонида Милковиќ, ги почнавме првите едукативни работилници во Музеј на Македонија, каде што потоа се реширија низ цела Македонија. Морам да кажам дека првите наши работилници ги почнавме со детската градинка Кочо Рацин и основното училиште Кочо Рацин. Потоа, кога ги видовме придобивките, а ние си зацртавме неколку цели, од кои што би ги одвоила неколку, значи сакавме нашите посетители кои ќе дојдат во музеот да се запознаат со една примерна музејска култура, да дознаат што се крие во музеот и која е нашата цел, зошто ние ги покануваме во музеот. И зошто нашите врати се широм отворени за сите посетители. Со тоа што нашите проекти што ние ги реализираме се за различни целни групи, почнувајќи од предучилишка возраст, потоа сега деветолетките, средна школа, факултет, трето доба и лицата со попреченост. Ги споменавте и вие лицата со попреченост, со што очигледно е дека внимавате нели на самата инклузија во општеството. Кажете ни нешто повеќе околу ова, како ја доближувате уметноста до овие наши сограѓани? Бидејќи станува збор за повеќе различни групи, ние во Музеот на Македонија пред 4-5 години организиравме семинари како поканивме професор што знае како да не упати во сите тие работи, тоа беше магистар Емилија Ѓоргиевска, и на секоја различна целна група, пример за аутизам, не ги кажа постапките како треба да им придеме на нашите посетители. Ако станува за Даунов синдром, и сега да не ги набројувам сите нели лица со попреченост, ние така и постапуваме со нив. Дали е тоа лица со слабовид или слепи или пак глувонеми и наглови. Значи ги следиме стапките кои што ни ги покажа Емилија. Сузана, ви благодарам за можноста за овој разговор, за да ја видиме пошироката слика од едукативниот центар. На крајот од самиот овој разговор, јас ќе ви посакам успех во овие работилници и во сите проекти кои што планирате да ги реализирате во блиска иднина, се разбира. Ви благодарам и ми беше чест и задоволство, бидејќи ме поканевте во вашата утринска емисија. Пријатно и до некој следно видување. Благодарам уште еднаш. Овде некаде ќе го заокружиме ова линковско вклучување и ќе сумираме дека токму во овој музеј функционира едукативниот центар кој што секој вторник бесплатно организира работилници за вајање глина за пензионерите, кои што секако може да се приклучат доколку се заинтересирани и попродуктивно да го искористат своето време.